една од причините, како што претходно спомнавме, за намалување на самото производство и намалување на површините со засадување на земјоделски култури, мислам една од причините за намалување на производството е и сето она што го диктираат и го прават климатските фактори. Ако од една страна имаме понуда на Министерството за земјоделие, тоест на државата, во субвенционирање, во осигурување на своите култури на земјоделските површини, мислам самите земјоделски производители во сосем мал број, а според статистичките податоци веќе имаме евидентно зголемување на дел од земјоделските производители баш поради промената на климатските фактори да ги осигуруваат своите површини со земјоделски култури и мислам дека оние земјоделски производители кои се решаваат на оваа постапка со осигурување нема да сгрешат. Меѓутоа оправдување наоѓам и кај оние земјоделски производители кои што не го осигуруваат своето производство од две причини. Прво, од една страна имаме доста ниски цени на нашите земјоделски производи кои што не му дозволуваат на нашиот земјоделски производител да стапи на снага во осигурување на своето производство, така да мислам дека има и причина, меѓутоа и забелешка, бидејќи од друга страна самата држава 60% од висината на средствата што треба да ги одели нашиот земјоделски производител го субвенционира самиот земјоделски производител. Меѓутоа, сведоци сме веќе дека климатските фактори доста ќе влијаат пред се во растителното производство, во сферата на производство. Сведоци сме се она што се случува во последно време, дали нагло паѓање на температурите или зголемување на температурите, така да самиот земјоделски производител, како што спомнавме, се изложува на трошоци или во осигурување на своите култури или во преадаптирање на нов начин на производство